Ресурсниот центар на родители на деца со посебни потреби денеска поднесе пријава до Комисијата за заштита од дискриминација. Зашто поточно се работи? Се работи за еден објавен статус на Facebook, како еден од популарните медиуми каде што најмногу циркулираат вестите и новостите во последно време, и како практично официјална платформа за комуникација и помеѓу физичките лица и институциите, простор еден статус каде што беа навредени една голема група граѓани, беа со исмевање се спомнаа лицата со посебни потреби и лицата со пречки во развој. Јас како родител на дете со посебни потреби се осетив лично навредена од таа изјава. А како Сдружение на родители на деца со посебни потреби, како ресурсен центар на родители кој што ги штити и напредува правата на овие семејства, на семејствата на лица со пречки во развој, забележавме дека тоа и многу почесто почнува да се случува во последно време. Нема да дозволиме таков вокабулар на омраза, омаловажување. Пред се не само што е директна навредата, туку и представува приказ за тоа како е општествената слика и како изгледа животот на тие лица. Значи е симптом на една појава во нашето општество. Очекуваме во најмала рака извинување, не го гледаме тоа како официјален став на некоја граѓанско здружение, владина или невладина организација. Сметаме дека се работи за инцидент, но нашата порака е дека нема да дозволиме понатаму да се зборува за овие лица на таков начин. За кој конкретно статус се работи? Дали може да ни дадете повеќе информации за тоа? Да, првиот статус кој што беше објавен беше на Богдан Илиевски. Понатаму имаше уште неколку статуси во текот на денот кои што се појавија на Facebook, имаше цртежи на карикатури, амеби со пречки во развој и така натаму. Се срамам што морам да ги повторам, за да ги пренесам така како што биле кажани. Повторно ќе напоменам, очекуваме дека тоа не е ничив официјален став и очекуваме соработка со институциите да работиме да се коригираат тие практики во иднина. Дали очекувате Комисијата за заштита од дискриминација да позитивно да одговори на ова, да ви излезе во пресред? Кои се вашите очекувања? Очекуваме да биде лоциран моментот на дискриминација, да, очекуваме позитивно да биде решена по нашата пријава, а после понатаму како ќе се одвиваат работите, нели зависи од двете страни.